Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас, ќе ги слушнете оние информации кои што ќе ги доставиме до вас. Уште повеќе што се работи за една тема за која што навистина треба многу да се говори не само во месец февруари, туку треба почесто да се говори за некако да се апелира до сите оние надлежни кои што се што треба да се заложат, да им се подобрат секојдневните услови и животот воопшто на сите лица со ретки болести. Навистина, можеби ако говориме почесто ќе допре до нив. Еве јас за таа цел ја обоев мојата рака денес во плаво, некако да кореспондира со нашата позадина на емисијата. Ги поддржуваме ретките болести. Јас како новинар телевизија Сонце и секогаш сме тука за да говориме, се разбира, на оваа тема, да кажеме нешто повеќе. Кажав, февруари, месец на пациентите со ретки болести, секогаш тоа е најкраткиот месец во годината и токму поради тоа некако асоцира на ретките болести, затоа токму цел месец февруари е посветен на ретките болести. Со мене во студиото е веќе Весна Алексовска од Живот со предизвици, која што е тука да го најавиме и главниот настан кој што ќе биде во петок. Меѓутоа и да проговориме за сето она што се случуваше цел февруари и ми се чини дека ќе има нешто и во март, и утре има настани, и задутре, така да малце повеќе ќе ги најавиме работите, а и ќе проговориме за сите проблеми со кои што се соочуваат. Како стојат работите, дали нешто се направи од минатата година до сега, бидејќи како што знаеме, постојано се појавуваат и нови ретки болести за кои што навистина треба терапија, а додека се стигне до таа терапија, патот е долг, се чека многу, тендери и така натаму. Весна, добри дојде. Добро ве најдов, веќе кажавте многу работи. Да, традиционално некако се повикувам, иако кажав дека можеби треба почесто да викаме и да говориме на оваа тема, не само во февруари. Да, секако мислам дека може и на различни теми да зборуваме, пошто предизвиците се многобројни кај ретките болести и можеби со повикување на различни пациенти и семејства кои ќе зборуваат заедно со нивните доктори. Точно, да. Би било поинтересно и по-прифатливо да се види каква е всушност ситуацијата. Многу често токму тоа и го правиме, одиме заедно со докторите, затоа што знаеме колку се грижат за пациентите и колку се незаменливи, особено кога се работи за нешто ретко и кога знаеш дека тоа е специјалистот и дека нема друг. Так. Кажи ми што ќе се случува утре, задутре, главниот настан? Малку повеќе информативно. Да. Значи, ќе започнеме со еден настан во четврток во Штип. Тоа го е во организација на професорот Тодор Арсов со Универзитетот во Штип и со студентите по медицина таму. Таму ќе се направи една дискусија за неонатален скрининг, пошто знаеме колку се важни скрининзите за новороденчиња и колку е важно истите да се прошируваат за рана диагностика. Тие во Штип ќе имаат уште еден настан во петок, исто со студенти, што е многу убаво, затоа што од студентите да почнеме со едукација, па да одиме понатаму, за да знаеме дека идните доктори, идните медицински лица ќе бидат едуцирани и ќе запознаени со ретки болести. Исто така ќе има настан во петок, ќе има мислам дека 3 настани во 3 градови. Имаме во Охрид, Гордана Лолеска не може да не организира нешто. Ама не можеше да дојде, вели дека навистина. Патот Охрид Скопје уште не ни е добар. Се надеваме дека ќе го оправат, па дека полесно ќе се патува, ама таа навистина го има кренато цел Охрид и со кампањата ги запознаваме ретките болести. Многу активна, да. Да, и сега уште и цел марш ќе направат од 7 километри во петок за лицата со ретки болести. Од друга страна во Битола, тука со општината и со средното училиште Јосип Броз Тито, гимназијата, можеби и други средни ќе се приклучат во еден марш кој ќе биде низ Корза од офицерски дом до Плоштад, каде што и таму ќе се одбележи регионалната кампања Гушни за ретки. Главниот настан во Скопје е организиран од страна на Националната алијанса за ретки болести, каде што сме повеќе здруженија заедно, затоа што знаеме дека заедно сме посилни и дека мора да делуваме заеднички.
точки. Ќе дојдат и институциите, представници нивни, се надевам во поголем број не да говорат, туку повеќе да слушнат кои се нашите проблеми и како заеднички да ги решаваме. Ќе имаме веројатно и состанок со Комисијата за ретки болести, за да поразговараме, да видиме како оваа година да ја испланираме, да направиме, да има стратегија за ретки болести, да се прифати во влада, да се предложи од Министерство и да се согласиме дека тоа ќе биде она што ќе го работиме за ретките во наредните 5 до 10 години, затоа што досега делуваме некако секогаш реактивно, се случува нешто па реагираме, но никако не се делува проактивно, да ги спречуваме проблемите, да ги превенираме, да работиме на нели да биде подобро. А во март веќе уште нешто се случува. Само што сакам да кажам за регионалната кампања дека ми е многу драго дека повторно ја правиме регионална како пред многу години, под мотото Гушни за ретки или Hugs for Rare, Загрли за ретка. Се вклучуваат и Србија, и Хрватска, и Словенија, Босна, Црна Гора и нашата држава. Јас се надевам дека и Албанија и Косово ќе можат да се приклучат, им пративме и нив материјали, за сите да бидеме во 12 на площадите и да се гушкаме за ретки и тоа да едноставно да има и многу видеа и слики кои ќе го покажат она заедништво и ќе покажат дека реткоста не е толку ретка, туку напротив многу сме. И силни сме и гласот нема да ни биде низок, напротив многу висок ќе ни биде. Кажи ми во приток дали ја поканет некој од представниците што се задолжени за вашите решавања, за проблемите за решавање на проблемите за вашите, нели во вашето секојдневие, се малку се збунив, се извинувам. Не, нема проблем. Сите се поканети, сите институции и имавме добар одзив. Јас се надевам дека тоа ќе биде еден убав настан на кој ќе може повеќе да поразговараме за проблемите и се надевам дека повеќе семејства ќе можат да дојдат. Некогаш ми се чини дека е битно да се видат сите тие лица, институциите да ги видат, затоа што ние председатели на здруженија одиме, разговараме и во наше име и во туѓо име, во име на многу ретки пациенти, но друго е кога ќе се видат сите тие лица за да се знае дека постојат, дека се тука и дека нивните проблеми не можат да стојат вечно, дека треба да се решаваат едноставно, пошто не се само лековите. Многу често се заборава на онаа социјална поддршка, на социјалните услуги, се заборава на физикалната терапија, тие додатни здравствени услуги кои некако се провлекуваат нели низ лавиринтите, а за некои пациенти тие се буквално најзначајни за нивниот квалитет на живот, да ги земеме пациентите со спинална мускулна атрофија, со душен мускулна дистрофија и други мускулни дистрофии, кај мускулна дистрофија не постојат лекови, се уште се истражуваат, се надеваме дека ќе има подобри лекови од тие што се сега, но во меѓувреме таа физикална терапија е најпотребна, а од фондот се обезбедува само дел, па се обезбедува само во одредени градови, што е исто голем проблем. Не може само во Скопје се да се случува, мора да се случува насекаде, мора да се дисперзираат и социјалните услуги, и здравствените услуги, мора да се дисперзираат и лековите, инаку нема да не собере Скопје сите во никој случај. И не знам, мислам дека треба да се обрне малце повеќе на тие работи внимание. За некои болести се потребни посебни центри со мултидисциплинарни тимови каде што ќе може некое дете да стигне во состојба да биде самостоен возрасен, за да може да едноставно да го живее животот малку понормално и поквалитетно. Не може секогаш нели да ги испраќаме сите надвор во странство. Тоа не е долгорочно решение. Па и не може секој да си го дозволи. Не може. Во никој случај не може, да. А со настаните ќе продолжиме уште, ние и во март, пошто февруари мал ни беше и како здружение соработуваме со Здруженијето за семејна и општа медицина со лекарите и се договоривме да направиме еден серијал на предавања. Ова ќе биде првото од тие, како ќе бидат 5 предавања за ретки болести, каде што Комисијата за ретки болести се доктори од кај нив предавачи. Решивме да ја направиме оваа соработка за и тие да ги видат предизвиците од една друга страна, но и да предадат знаење за симптоми и диагностика и каде да се реферираат пациентите на докторите од примарното здравство, бидејќи многу често забораваме дека примарното здравство нас ни е столбот. Столбот кој треба да го зацврстуваме, а не да го
рушиме и тој столб треба да се зацврстува многу подобро, да се дадат повеќе ингеренции на матичните лекари и да може посоодветно да ги третираат пациентите, да ги упатуваат, нели, да не се праќа се за се што на терцијарна. Па да, ми се чини дека се почна со таа реформа, не знам до каде се работите. Да, говоревме, ама не знам дали се во целост сега имплементирани за да може да ги реализираат матичните лекари. Јас се надевам дека таа реформа ќе оди уште понатаму и дека ќе се зајакнува и секундарното здравство, барем да имаме регионални болници кои се функционални и кои можат да примаат пациенти со различни хронични и ретки болести и да вршат контрола, да даваат терапија, да добро во Скопје нека одат, нели, 2 пати годишно, еднаш годишно колку е потребно, ама кај стабилни пациенти тоа може да се врши и регионално, па дури и локално некада. И мислам дека тоа ќе биде добар чекор. А од друга страна направивме и брошура дури за генска терапија, пошто многу луѓе прашуваат за генска терапија и тоа е многу интересно, многу ново. Некои терапии веќе се добро етаблирани од генските, како што е за таласемија, има нешто и за хемофилија, има за спинална мускулна атрофија, се истражуваат нови и за гоше болест и за многу други болести и е многу интересно затоа што генската терапија ветува не лекување доживотно, него еднаш примање на некаква инекција, еднаш примање на некаква терапија за потоа да се поправи генот или да се замени генот или да се едитира, нема добро да го објаснам. Затоа и ќе направиме една дискусија каде што ќе има доктори кои добро ќе го објаснат тоа и се надевам дека пациентите ќе имаат шанса да ги постават сите прашања што им стојат, затоа што често ми звонат во здружение и прашуваат, па дури и сакаат да се закренат негде во странство за да примат генска терапија. И има и добри и лоши страни, има и ризици. Ново и не знаеме како ќе оди натаму, ама е голема надеж за сите нас. И ќе биде и поевтино, веројатно, иако поскапо на почеток, на долг рок, нели? Сигурно поевтино. За други работи што ги користите. Кажи ми, кога веќе спомна генската терапија, тоа ќе биде, претпоставам дека однадвор ќе доаѓаат тие терапии? Ќе ги покрива фондот, како ќе оди или уште сте во... Да, за генски терапии уште не сме разговарале, да. Мислам дека допрва ќе треба да се направи стратегија во Министерство за здравство за како тоа ќе се преговара за генски терапии. Во земјите во Европа преговараат на различни начини. Некои од нив преговараат на начин што викаат, окей, ќе му ја дадете терапијата на пациентот, доколку делува, ние ќе ја платиме целосната цена, доколку не делува, ќе платиме дел од цената или не знам, нели, на проценти си рачунаат како делува така да плаќаат, или пак плаќање на рати, например нема да ја платат ако е 3 милиони евра за еден пациент, наместо да го платат тоа наеднаш, плаќаат на неколку години, значи плаќање на рати. Се тоа се прават различни договори со цел да биде пристапна таа терапија за пациентите, затоа што финансиите се секаде проблематични, нели? И колку повеќе терапии, толку поголеми финансии се потребни, а ние се уште се мачиме и со нашите кои постојат во моментот. Е вака сега. Кажете ми пак, што се случуваше изминатиот период? Какви се активности имавте за подоцна малку да повеќе да се задржиме на проблемите? Така. Значи, минатата година како здружение успеавме да направиме една многу успешна кампања, која ја нарековме Ти си редок херој, и ја продолжуваме оваа година. Тоа е исто со соработка со Здруженијето за лекарите за семејна и општа медицина. Да, тоа беше уште од минатата година, се сеќавам. Да, цела година тоа беше кампањата и беше многу интересно, затоа што имавме средби во 10-11 градови со доста доктори и беше убаво некаде не примаа као чекај да не продавате нешто, не ни треба ништо, а некаде буквално не препознава и вика вие сте од ретки болести, дојдете да се сликаме, дојдете да ни раскажете, па ние имаме пациенти вакви такви, па дај да ги споиме, да видиме што може да им помогнеме. Ама гледате само оние кои што имаат, можеби ве препознаваат, а другите нешто, значи дека навистина треба повеќе да се говори за и оние луѓе кои што не
не знаат дека постојат ретките болести, да го дознаат. Мене ми беше најчудно дека се случува некогаш, значи некој да е пациент со ретка болест, но самиот доктор да не го знае тоа матичниот, затоа што овој цело време си оди на клиника и никогаш не се консултирал за ретката болест со матичниот доктор, само за основни работи како настинки и други упути, барање. Дури матичниот не знае. Да, дури и тоа се случува. Тоа би требало да биде првалка, нели? И јас се чудам, ама ете и тоа се случува и додуша сега во мој термин веќе почнува да се гледа дека има ретка болест, ама тоа досие не може да го види никој освен специјалистот, не можат да го видат се уште матичните доктори, можеби ќе биде добро да биде повидливо, затоа што еве мене ми се случи нешто не може, него сигурно ќе биде добро да се знае точно, и да се знае каква терапија прима, пошто ако еве јас сега требаше да примам други лекови за други работи, ако не му кажав што примам јас за мојата ретка болест, тие немаше да можат да видат и немаше да може да се прочитаат дали има некои контраиндикации или не. Сега добро, јас сум некој едуциран пациент кој знае да си прочита, да си провери, па и сама си кажувам дека ова има контраиндикација, дека не можам да го пијам, ама добро е тоа докторот да го знае и да може да го објасни, пошто не секој пациент, а и кога си под стрес и траума, нема ни да ти текне, нели? Така е. Мислам, кога вриштиш на болница за нешто, нема да ти текне да бараш контраиндикации и други лекови, ќе гледаш само да се реши тоа што е итно во моментот. Вака сега, колку е важно, кога, примате терапија за некоја ретка болест, и ви се случува некој друг проблем, како во случајов што имавте и вие, се изгоревте на раката, нели, потаму требаше да примате и други некои дополнителни антибиотици и така натаму. Колку е важно секој еден пациент кога ќе има некој дополнителен проблем здравствен, да го потенцира тоа дека има ретка болест, дека прима некоја терапија? Значи, можеби не е секогаш важно, ама јас викам дека секогаш треба да се каже, затоа што не се знае дали ќе настанат компликации понатамосно. Сега може да е нешто малечко, ама може да се искомплицира. Значи, мене од изгоре на рака ми дојде алергија, па значи ми се истумба работите, значи на крајот морав да внимавам што пијам, кои јапчиња и дали едно реагира со друго и како тоа влие и на ретката болест и дали влие и како да го намалиме тоа влијание. Значи да си ја продолжам едната терапија, а све друго да биде средено. Ама јас тоа морав да го разговарам со својот доктор, нели, и да најдеме решение за ситуацијата, па дури и си истражував и си прашував други пациенти, пошто сметам дека е многу важно и тоа, поддршката од другите пациенти. Докторите, како мене пациенти во Македонија има 15, значи искуството на докторите со пациенти како мене сигурно не е големо. Јас се сеќавам дека бев една од првите пациентки која се пораѓаше на клиника за гинекологија со болест на гоше и тие се чудеа, не знаеа што е тоа и дали ќе има некакви компликации, дали смеат да ми дадат анестезија или не смеат. Значи беше чудно, што е нормално бидејќи нема искуство. И затоа е многу значајно кога пациентите зборуваат меѓу себе. Јас имам мрежа на поддршка за мојата болест интернационална во цел свет и кога и да ми треба нешто можам да напишам нешто во WhatsApp група или на Facebook група и да добијам минимум 10 одговори во првите 15 минути. А понатаму што ќе добијам уште повеќе одговори сигурно и повеќе искуства ќе бидат споделени за да може да си донесам одлука за себе. Значи повеќе можете вие меѓу себе да си помогнете отколку Токму и затоа како здружение една од најважните активности што ја работиме уште од кога се основавме во 2009, 16 години, до сега една од најважните активности е поврзување на пациенти и семејства. Кој да ни се јави, ние бараме уште некој со слична иста болест како него, бараме за да се запознаат, за да можат меѓу себе да се разделуваат искуства. И тоа го проширивме и регионално го работиме, значи ги поврзуваме Србија, Хрватска, Македонија. Буквално си имаме една мејл група каде што си бараме болести, како да бараме, се смеам некогаш дека како да бараме сликички за животинско царство, ми се чини. И тоа, ние ги бараме најретките сликички. Пошто некогаш се случува е само еден да имаш со таква болест во државата,
и го бараш во другите да најдеш барем уште еден за да се спојат тие двајца да можат да си разменат искуство. А тие често си ги разменуваат и докторите понатамошно, што и тоа убаво и често и доктори си соработуваат регионално за да одлучуваат за пациентите и да направат некој подобар квалитет на живот. Што навистина ми се допаѓа, пошто таквите регионални соработки нас мислам дека многу можат да ни помогнат. Така, како не, секогаш искуството и споделено е едно скалило погоре во помошта, нели, во справувањето со проблемот. Весна, како стојат работите во однос на сите оние проблеми што ги имате, нели? Знам дека никогаш во целост, кога и да си гостувала, нели, секоја година говориме на оваа тема, кога да се гостувала, никогаш не сме кажале дека готово се е средено, дека се уште постојат некои нерешени прашања, се уште тендерите доцнат, се откриваат ретки болести, како што кажав и во најавата. Па потоа додека стигне терапија за таа ретка болест, треба се чека тендерот, нели, што се чека еднаш годишно, а може да се влоши здравствената состојба на оној кој што ја добил таа ретка болест. Па кажи ми како стојат состојбите? Успеавте ли нешто да направите тоа да се регулира некако со, како да кажам, поинаку и кога ќе се открие некој нов пациент да може тој што побрзо да добие терапија? За жал, таа ситуација остана. А како стојат и работите со вашата терапија воопшто? Да. Значи за жал таа ситуација остана иста. Секогаш мора да чекаат нов тендер. Пациентите и не може пред тендер ништо да добијат за жал. Некогаш некои производители излегуваат во пресед со некаква донација за да да не речем ги спаси пациентите, но тоа не е системско решение, тоа е буквално адхок решение, што некогаш може да помогне, некогаш не може, пошто не секогаш секој е во можност тоа да го направи. Дури и процедурите за донација не се едноставни и не се малечки за да речиш оп, донација правиме и завршуваме работа, не е толку едноставно. Треба државата да си има системско решение. Некогаш размислувам дека можеби и фондот за здравство треба да си ја превземе обврската и да се завршат сите овие програми на Министерство за здравство, кои од година на година се секогаш потешки за одржување на некој начин. Не се малку програми кои ги има Министерството за здравство. Моментално во државата се набавуваат лекови или преку Фондот за здравство, или преку условни буџети на клиники и болници, или преку програмите на Министерство за здравство, а на крај крајшто тоа е сепак еден ист буџет од државата кој доаѓа и зошто тоа да не се направи поцентрализирано и поорганизирано, за да се знае дека има одговорни лица. До ден денес тендери се уште си доцнат, еве последниот тендер сега беше февруари отворен. Очекуваме до јуни да заврши, се надеваме дека нема да има недостаток на лекови, иако не знаеме што ќе се случи, пошто знаеме дека секоја година има недостаток на лекови, бидејќи количините кои се набавуваат не се секогаш за 12 месеци, се за 10 месеци, или дозата се покачила можеби на некои пациенти и почнуваат да фалат лекови, па тоа се надополнува со договори од 20%. Не велам дека не се трудат во Министерство да испорачаат, но административните процедури се долги и напорни и тоа едноставно од една страна е за заштита на нас пациентите, да имаме безбедни лекови и да биде све легално, но од друга страна доведува до каснење и недостатоци на лекови. Сега во новата комисија сега е председател доктор Злате Стојановски од хематологија. Добро. И со него кога разговаравме, тој ветија дека сака посистемски да бидат средени работите, да има протоколи за секоја болест, да се знае како се лекува, кои се лековите, како би одел, нели, пристапот до истите. Па ќе видиме како ќе одат работите. Еве тие се надеваат дека и стратегијата ќе успееме да ја усвоиме. Јас само се надевам дека нема да ми ја извадат од стратегијата дисперзијата на лекови, пошто имав многу против од многу луѓе за дисперзија на лекови, пошто биле скапи лекови. Ама јас ја гледам страната на квалитетот на живот на пациентите и знам колку е и финансиски и емоционално колку е стресно патувањето до Скопје, особено
случајно кога мора да патувате еднаш месечно, 2 пати месечно, дали биле контроли, дали биле резултати, дали биле подигање на терапија, значи не е изводливо тоа патување, мачно е. Еве, еднаш да е некој болен и да треба да оди до Скопје, Така. мислам дека се истоштува максимално, да. нели? Ќе речи бев денес во Скопје, ми треба 2 дена пауза за да се соземам па да продолжам на работа. А што да кажат овие што патуваат толку често? И тоа е доживотно, не е оваа година. Не е само сега, Не е- па ќе помине. Нема да помине, тоа трае. Така. И мислам дека е исклучително значајно таа дисперзија да се направи, што е најстрашно, ова не се случува само кај ретките, се случува и кај честите болести кои се хронични, како мултиплекс за жал. склероза, Да. како ревматските болести кои примаат биолошка терапија, па болестиве на гастро што се со биолошка терапија. Ова и нив им се случува во патување. И мислам дека навистина треба да се најде решение за ова, а решението е многу едноставно и кога зборувавме со дистрибутерите на лекови, тие рекоа нема проблем, ние нема да бараме дополнителни финансии. Пошто ние секако носиме лекови на секаде по градови, ако треба ги да однесат донесеме и таму други каде што лекови, треба, ќе да. однесеме и други лекови, мислам. Тоа е За се има весна За решение, се има меѓутоа треба решение. да се дојде до А и решението инсулинските и да се аптеки има... ни се тука, нели, што може да ги искористиме за Так. дисперсија на лекови. Ако веќе го решивме диабетисот, да ги решиме и другите на тој начин. Так. Дали има регистар за ретки болести? Колку сте, еве, до последно, кога веќе бил По некој последна пријавен? информација што ја знам се околу 850 и повеќе регистрирани пациенти, но бројката е сигурно поголема, бидејќи тенденцијата е да се регистрираат пациенти за кои постојат лекови, а пациентите за кои не постојат лекови не се регистрираат толку агилно, затоа што и процедурата е покомплексна. Стручен колегиум треба да, значи прво докторот специјалист поднесува на стручен колегиум дека некој пациент има ретка болест, стручниот колегиум вика да, тоа е ретка болест и треба да се лекува вака, вака и вака. И тоа после оди на комисија за ретки болести, па тие потврдуваат дека тоа е ретка болест, дека дали има лек или нема лек и како ќе се набавува и го запишуваат пациентот. И тоа малце подолго трајно е процесот, малце административен, нели, пошто многу И документи тоа би требало се. да се малце да се Па треба. направи да се скрати. Треба, пошто кога веќе некој има диагноза, е многу лесно да се провери дали диагнозата е ретка или не. Мислам, на интернет секој може тоа да го направи на страната Орфанет, која е европска и достапна, се пребарува по болести, се пребарува по симптоми, може да пребарувате, мислам, свашта се пребарува таму и има сите точни информации, ги дава информациите за болеста, ги дава информациите за тоа кои се специјалистички центри во светот, ги дава информациите за клинички студии, лекови што се развиваат и лекови што постојат и што се регистрирани во EMA и FDA и што може и даваат дури и протоколи каде што постојат и различни артикли, па дури и организации посочуваат кои се за пациенти соодветни за таа ретка болест. Јас најчесто ја користам таа кога пациентите ми бараат помош, пошто тоа е најдостапната информација што некој може да ја добие и најточната пред се. Пошто интернетот може да ви даде куп информации, ама најточните се тука и се прилично апдейтирани. Делувате на ниво на асоциација? Кога треба нешто да се реагира во институциите? Па делуваме на сите можни На сите начини. можни, на и сите. вие како здружение и како исто? здружение, и како алијанса. Искрено некогаш и од странство бараме помош, буквално бараме да ни напишат документ, да испратат писмо и да кажат ова е важно. Направете го за вашите пациенти. Дури сме барале, мислам, јас се сеќавам и од Европска комисија сме барале некогаш дури. Што не знаеш кој ќе ти помогне и кога. Точно, да. И некогаш е добро да се побараат различна помош, да се побара и поддршка. Пошто кај ретките болести поддршката е од исклучително значење. Мора да разбереме дека животот е многу полесен кога си има поддршка, кога си има соработка. Кога си сам, тоа си сам и редок, и осамен, и депресивен, и ама кога си со другите, друга е силата, друг е инаетот и упорноста што ги имаме за да си ги оствариме нашите права. Мислам,
Баш сега пред да дојдам разговаравме со Симона од спинална мускулна атрофија. Сака да дојде на состанок, пример во Министерство за здравство, таму па нема лифт, има лифт, дали има пристапност, и викам добро ќе побараме за да има пристапност, затоа што треба да има пристап. Да, па особено во една таква институција. Нели, во Министерство за здравство. И треба да има пристап во сите клиники, во сите болници и во сите институции за лице со количка да може да дојде. И не да речат дека аха ќе ја крениме количката. Има колички што не се креваат, тоа се 300 кила колички, никој нема да ја крене таа количка што е електромоторна и приспособена за лицето кое ја вози. И не е решение да се крене. Треба тоа лице може самостојно да се движи. Значи си има самостоен живот. Како воопшто во Министерството не го направиле тоа? Да има пристап? Па до некои места има пристап, до некои нема пристап. Сега треба да се најде начин, нели? Зошто да не се изнајде начин? Ако речеме дека е окей сега, ќе биде окей секогаш. Така. Значи, некогаш треба и да ги туркаме работите, и малите работи, и големите работи истовремено, бидејќи од малите работи после се случуваат големите. Така. Сега говориме нели за тендерот, дека веќе е почнат, кажавте во февруари. Претпоставам дека оние ретки болести кои што се јавиле пред тендерот се вклучени во овој тендер, така? Па некој да, некој не очигледно. Зошто? Не знам. Баш ева, значи за Фридрих атаксија беше едното од барањата што ние го имавме како здружение, пошто имавме пациенти кои ни дојдоа. Цела среќа го ставија тој лек, го видовме на тендер дека е внатра. Не знам за која бројка на пациенти, пошто нели не ги знаеме количините и не знам дали е за сите пациенти или за дел од нив. Тоа ќе го знаеме тогаш кога ќе стигнат лековите и кога ќе ги повикаат пациентите да им го дадат, и јас не знам што ќе се случи ако некој не го добие и како ќе реагира. Од друга страна, имавме лани за прв пат летото беше откриено дете со Батенова болест, CLN2 уште се нарекува. И таа прв пат беше откриена во Македонија и оваа болест има прв, да, за сега. Да, веројатно има и други, ама не ги забележиле. Сега ова дете на крајот одобри Фондот за здравствено осигурување, пошто за терапијата што ја прима треба да му се направи операција на мозок, пошто таму се става лекот во мозокот директно. И пошто кај нас тоа се уште не се прави, а во Белград веќе даваат терапија на тие деца, фондот одобри лекување во странство за да се направи операцијата и да добие првично терапија таму, за да може нашите доктори да се обучат за да ја дават терапијата тука. Ама во меѓувреме тој лек не се најде на овој тендер. И сега јас не знам како ова дете ќе продолжи со терапија ако фондот не ја обезбедува и Министерство не ја обезбедува. Дали ќе биде операцијата за мозок направена со неколку терапии само и дали е тоа во ред да се направи. Значи мора да се најде начин. Се уште немам добиен одговор, се обидувам од сите страни, сите ми викаат дека ќе се среди ситуацијата. Јас викам дека дури не видам дека е средена, не можам да речам дека е средена, пошто никогаш немам написмено ништо. Разговараме, се трудиме да најдеме решенија и јас се надевам дека ќе се најде решение и дека на ова дете нема да му биде прекината терапијата. Затоа што не е во ред. Значи кога нема за сите оние кои што претходно се јавиле, а за отпоста оние кои што ќе се јават, така што се случува? Треба да го чекаат наредниот тендер во февруари. А има и пациенти кои менуваат терапија, пошто на едната веќе не им делува, треба да сменат друга. Например, со ФАП има такви пациенти повеќе кои влегуваат од прва, втора, трета фаза, мора да им се смени терапијата. И сега како да го чекаат другиот тендер? Зошто не им се смени порано? Значи нека се прекине една, нека се почне друга, нека се префрлат парите едноставно, мислам, затоа што не е во ред да се дава терапија ако се гледа дека не делува, а има терапија која делува сигурно. Зошто да се прави тоа на пациентите? Зошто да им се крати од квалитетот на животот? Мора да се најде начин овие работи да функционираат малце поподмачкано, да не речем. Така да, мора. Кажи ми како си ти со твојата состојба за ретката болест Гошеј, како што кажа? Така. Јас секогаш си раскажувам за болест. Да, само накусо каква е состојбата, како си, како се чувствуваш, дали редовно ја примаш терапијата, дали има проблеми некои? Да, значи, јас морам да кажем дека не се чувствувам како пациент веќе.
да не бев изгорена, мислам дека немаше уопште да се чувствувам како пациент, бидејќи откако во 2019 се прифрлив на орална терапија, се чувствувам многу подобро, заморот ми е намален, депресивните чувства од одење во клиника ми се намалени, пошто сега одам еднаш на 2 месеци да подигнам терапија, не одам еднаш на 2 недели на инфузија веќе. Со самото тоа мислам дека ми се смена животот. Функционирам супер, си работам 1-2-3 работни места. Така, супер. Да, освен Сдруженијето, работам во Интернационалната Гоше алијанса, каде што им помагам на пациенти во Африка и во Шри-Ланка и во Централна Латинска Америка. Од друга страна се посветив и на тоа да станам коуч, буквално као животен тренер на некој начин, за да можам повеќе да им помагам и на пациентите и на семејствата, пошто исто и на организации. Па не знам, сакам работи нови што можат да помагаат. Ти си го поминала, па некако ти излегло на површина тоа што си го носела во себе, да можеш и на другите да им помагаш од секој аспект од оној што можеш, нели? И што коучингот беше една таква инспирација. Затоа реков од секој аспект оно што можеш да им помогнеш во нивното секојдневие со сите оние проблеми и предизвици што се соочуваат. Па ја имав таа среќа да ја запознам Марина Анчевска од НЛП и таа како коуч малце ме изваде од едно место каде што малце бев разочарана, нели, од сите овие борби и нервози. И кога ме изваде и ме натера пак да бидам ентузијаста и пак да бидам страстна за сето ова што го правиме, и си реков, чекај, треба јас ова да го навачам да го правам за другите луѓе. Така, и не е лошо, да. Тоа е навистина доблест, да толку имаш порив да им помагаш на сите оние кои што можеш да им помогнеш, а кои што се соочуваат со ретки болести. Само да објасниме што беше Гоше за гледачите. Може, да. Стално зборувам, бидејќи гледам дека не наоѓаат нови пациенти и си викам можеби некој ќе се препозна во симптомите и ќе побара да добие диагноза, да се реферира. Значи, првичните симптоми се може да ги види на обична крвна слика, намален хемоглобин, ниски тромбоцити. Тромбоцитите кога се ниски и модрици по тело се појавуваат некогаш при мал допир или без да има буквално удирање да се појави модрица. Може да се види изголемено стомаче, затоа што се зголемува слезината и црн дроб. А децата кога се послабички обавезно се забележува тоа зголемено стомаче, и зголеменото стомаче е знак дека е потребен преглед од хематолог. Пошто крвната слика ќе покаже, ехото ќе покаже зошто е зголемена, како е зголемена. Воедно се случуваат и послаби покршливи коски, значи од помали падови и незгоди да се има скршеница или пукнатина на коски, и тоа е дел од болеста, затоа што се таложат гоше клетките. Така да ако некој ги забележува овие симптоми, обавезно да реагира и да бара дополнителни испитувања, значи прво соматичниот, нели, ехо и крвна слика, ако се увидат симптомите да се оди на хематолог, дали на детска соодветно или на хематологија на возрастни соодветно. Само да ве прашам, дали може и кај возрастен да се јави или само во детска возраст? Значи таа си е доживотна, ако се појавила може работат само да не е навреме диагностицирана. Така, значи, да е изнешто пропуштено, па имаме многу случаи. Подоцна. Имаме многу случаи кои се доцна диагностицирани. На која возраст најдоцна се диагностицирала Гоше? Да ви кажам право, мислам дека последно слушнав дека имало пациент 70 години кој сега го открила дека има Гоше. Дури сега, поминал цел живот. Па извадиле слезина, па се стабилизирале тромбоцитите, умеѓувреме ослабеле коските, ама и остеопороза е, а не е остеопороза. Значи не е утврдена. И не ја утврдиле болеста и после е касно, веќе нема што да помогне тука терапијата. Затоа инсистирам повеќе да се гледаат кај децата, а гледам ги откриваат сега и на 30-40 години, баш со тие декса скенови за остеопороза, па после ќе видат дека не е остеопороза во прашање, дека се гоше клетки во самите коски и дека тие го прават проблемот. Мене ми беа ужасно кршливи коските, сега немам проблема апсолутно никаков. Нема. Вака некаде при крај сме, би сакала да се обратам до нашите гледачи, сите оние кои што не следат, значи да го најавиме настанот. Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија, значи ве поканува да присуствувате на одбележувањето на меѓународниот ден на ретки болести кој ќе се одржи на 28 февруари, тоа е петок,
со почеток во 10:30 часот во Порта Македонија Скопје. Па, како што вели Весна, нели, заедно сме посилни, да ги поддржиме ретките болести, да го поддржиме ова одбележување и се разбира што поскоро да се изнајде решение за да, нели, се тоа што говореше досега Весна, се излезе во пресрет на сите оние кои што се соочуваат со ретка болест. Весна, ти благодарам, се надевам дека сето она за што се залагате, нели, и ми се чини дека малце повеќе треба и комисијата тука да биде, нели, ангажирана и да има малку повеќе настојување кон институциите да се решат овие проблеми, ајде да кажеме дека следниот пат кога ќе се видиме, да ми кажеш добри вести дека навистина работите се движат во добра насока и дека се решаваат проблемите. Јас се надевам дека ќе имаме добри вести, ама во секој случај знам дека ние ќе бидеме упорни и ќе си ги бараме нашите права и ќе си бараме подобар квалитет на живот, во тоа сум сигурна. Нови деца се раѓаат, нови деца се диагностицираат. Ако ние постарите диагностицирани сме имале потежок и потрнлив пат, сакам нив да им биде полесен. Сакам да живеат во држава каде што знаат дека се згрижени и ќе се потрудиме тоа заеднички да го направиме со сите сили. Да, ти благодарам многу за денес. Посакувам успешно одбележување на денот во петок и секако се гледаме во некоја следна прилика. Секако ви благодарам и вас на поддршката. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас. Разбира, со поздравот ги поддржувам ретките болести. Ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје. Се разбира, се гледаме за 7 дена, како што кажав, во исто време на иста фреквенција.